Драги мои, добро вечер и добре ми дојдовте во саботното издание на подкастот на телевизија Алфа. Животот не е Инстаграм, политиката не е бегство, а иднината никогаш не се случува сама по себе. Зошто еден млад човек денес свесно избира политика во време кога таа се доживува како валка на работа во наводнеци? Дали аполитичноста е личен комфор или пак колективна штета? Од дилемата, дали може да се биде модерен, а да не се откажеш од корените, до прашањето зошто земјоделието и селото во Македонија се турнати на маргините, ова интервју ќе ви понуди поглед без филтри од еден исклучителен млад интелектуалец. Генерација која треба да одлучи дали ќе се биде нем набљудувач или активен чинител. Во искрен и директен разговор вечерва знам дека ќе уживате со мојот 24 годишен гостин, председателот на градскиот комитет на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН Борис Шамбевски. Добро вечер. Добро вечер, Искра. Да ти се заблагодарам за можноста да денеска да направиме еден убав муабет, да разговараме на овие клучни теми кои што ги спомена. Пред да започнеме, да ги поздравам гледачите кои што одвојуваат време денеска да го погледнат овој разговор и ве уверувам дека ќе разговараме на многу интересни теми. Така е, и особено ги поканувам овие околу твојата генерација плюс минус да бидат вечерва тука, да слушнат, да се мотивираат и барам на 10% ако успееме да влијаеме, сме на супер пат. Она што ми беше дилема пред да почнам да го правам сценариото, односно да ги подготвувам прашањата, беше дали да зборуваме воопшто за политика. Но потоа се велам зошто да фрламе и зошто да бегаме од истата и од партиските ангажмани на младите луѓе, ајде директно да им погледнеме во очи. Затоа, ајде веднаш како заврши Борис Шамбевски во политика? Точно во твојата најава има една реченица која што е генерална перцепцијата, па не би рекол само на младите, туку уопшто на луѓето во Македонија, тоа дека политиката е една валка на работа од која треба да се бега. И искрено да ти кажам, една од главните мотиви за зашто јас сум одлучил да се зачленам и да бидам политички активен е токму тоа дека моето мислење дека само преку личен пример можеме овие работи и таа перцепција да почнеме да ја менуваме. Јас апсолутно не се сложувам со тоа дека политиката е валка на работа. Апсолутно сум против тоа дека младите не треба или треба да бегаат од политиката или дека треба, како да кажам, едноставно да одлучат дека тоа е нешто прљаво, нешто валкано, нешто што треба да се остави на страна и да се игнорира. Баш напротив, мислам дека токму ние и мојата генерација сме тие кои што ќе промениме перцепцијата за политиката во Македонија и ќе покажеме дека политиката е нешто кое што односно единствениот пат нешто да се промени кон подобро. А со самите тие промени и преку личниот пример можеме да ги побиеме овие ставови околу политиката. Предпоставувам дека си уште од многу млад, уште пред да бидеш полнолетен, заинтересиран, па и си влегол директно или индиректно во овие некакви партиски активности кои веројатно те влечеле. Никогаш ли немаше дилема дека ова некој ден ќе заврши, дека нема да биде твојот избор, баш заради овие причини, заради трендот дека во политика се влегува за нешто да добиеш, за негде фино да се сместиш на државна сметка и така натаму и така натаму? Апсолутно не сум имал никогаш дилема. Сум знаел од многу мали години дека ќе бидам инволвиран во политиката, бидејќи како да кажам, политиката е тоа што секој еден мора да го интересира. Мислам, има премногу примери кај што се потврдува онаа реченица дека ако ти не се занимаваш со политиката, политиката ќе се занимава со тебе. За да го одговорам ова прашање, ќе вратам малку порано, односно во периодот кога генерално сите почнуваме да осознаваме што се случува околу нас, што значи да се биде активен во општеството. Тој некој 15-16 годишна возраст, кога јас во средно училиште, тогаш за жал во Македонија беше актуелно едно движење, кое што дури самите тие кои што беа дел и го поддржуваат тоа движење, денеска кажуваат дека е
негативно, дека биле изманипулирани, дека било на крај на денот на штета на Македонија, односно тоа е шарената револуција. Кога јас видов дека на таа страна се луѓе кои што јас немам никаква допирна точка, дека тие вредности се едноставно све јас што го сметам за погрешно во ова општество, јас не сум имал никогаш дилема дека сум на вистинската страна и дека моите ставови и мојата добро, во тој момент ниту сум гласал, ниту сум бил полнолетен да бидам политички активен, но ајде да кажам мојата преферирана страна во политиката била комплетно спротивна од тоа. И тој, како да кажам, општествен притисок што тогаш беше врз нас, особено ќе кажам врз нас младите во тој период, тие кои што говоревме за патриотизам, дека Македонија е нешто кое што нас ни значи, ја искажувавме љубовта кон татковината, разговаравме за историја, бевме со тврди ставови на прашањето по идентитет, едноставно се креираше перцепција дека ние треба да бидеме изолирани, дека ние сме некои пештерски луѓе и се останато, и кога една маса на луѓе со кои што немаш никаква допирна точка е толку жестока против тебе, знаеш дека си на вистинската страна и немаш дилема во изборот. Апсолутно фино објаснато, и тоа е нешто кое што треба да го следат младите луѓе особено, па и секој еден човек без разлика на возрастот, никогаш не е доцнат човек да се свести и да се врати на она што интуитивно го чувствува дека е вистинскиот избор за него без разлика приватно или професионално. Сакам да те прашам за мислењето од твоја перспектива и од твоја гледна точка. Кој е виновен што политиката или партиските ангажмани вака се доживуваат кај нас, дека се ете тоа кое што неколку пати го повторивме? Кој е виновен? Дали е обштествено прашањето, дали има врска со микроединките во едно општество, семејствата, дали има врска со образованието? Јас мислам дека ново прашање е нечио сценарио, и нечува потреба да се искреира таа перцепција, бидејќи таа перцепција која ќе се искреира, тоа води кон аморфна маса, кон една аполитична маса кај младите луѓе, каде што полесно поминуваат манипулациите, каде што свесно се креира еден рецепт во кој што индивидуите во општеството ќе се изградат во некој кој што немаат критично мислење, и од стравот да бидеш како да кажам отфрлен од општеството, луѓето едноставно одбираат да, ајде да кажеме, да не се замараат. И токму тука е едно многу креативно, мора да признаеме, сценарио кој што тие политички чинители го наметнуваат. Особено е да се вратиме повторно на тој период. Тие луѓе кои што беа против тоа, одма беа бележени како, да ги искористиме нивните фрази, партиски ботови, кои што не размислуваат надвор, не размислуваат со своја глава, и мораа да изградат таква перцепција за да ја искористат таа младинска бунтовност и буквално да ги изманипулираат сите луѓе дека они прават нешто кое што е во интерес на државата, а длабоко во себе они беа свесни тогаш. Тие што не ги поддржувавме, бевме свесни уште тогаш, но од денешна гледна точка гледаме дека луѓето што ги поддржуваа, што беа со нив, како да кажеме, рамо до рамо, сега се свесни дека таму биле комплетно изманипулирани за една мала група на луѓе да си ги истераат своите лични интереси. Да резимирам. Според мене, тоа е сценарио кој што се креира и се наметнува во општеството со цел што помалку луѓе да се занимаваат со политиката, и пак ќе повторам таа реченица, колку повеќе не се занимаваме со политиката, толку политиката повеќе ќе се занимава со нас. И сега тука ми го одговори следново прашање, меѓутоа, ајде пак уште еднашка да го сублимираме како во една реченица. Практично може би е тенденциозно прашање и во него се гледа одговорно како и да е. Што губат младите кога се аполитични, а што добива општеството кога се активни? Вака, младите луѓе кога се политични губат многу повеќе отколку што мислат. Се губи можноста, се губи силата за да ги направат позитивните промени во општеството кои што сакаат да ги видат.
Односно, кога нема од една страна на аргумент критична маса, голема бројка на луѓе кои што се борат по тоа прашање, кои што сакаат да променат одредена работа во општеството, едноставно тоа многу потешко оди. И кога младите се аполитични, не го креваат гласот на прашањата кои што нив ги засегаат или на работите кои што сакаат да ги сменат, младите ја губат силата да ги променуваат работите. А општеството, кога младите се политички, се аполитични и не се активни, ја губи својата иднина. Општеството доживува едно статус кво, кое што нема кој да го промени. Кога младите луѓе нема да ги покренат промените, ништо не се сменило. И тоа не е само кај нас или да речеме изолирано во регионот, тоа е сегде во светот. Ако сакате позитивни работи, сакате револуции, нема нешто што започнало без млади луѓе. Без млади луѓе, буквално општеството ја губи иднината. Апсолутно, да. Има уште една реченица која е, ајде да речеме, личен впечаток, и ако ти и твојава генерација, па и унијата на млади сили за кои гледаме дека се малку по голема разлика има меѓу вашата активност и она на другите младински партиски организации, на другите партии, барем не се толку видливи или немам впечаток дека се толку видливи. Сакам за овој мој впечаток да видам како размислуваш. Младите во Македонија се неутрални кога се носат одредени клучни, важни решенија кои што го креираат нашиот, ама пред се нивниот, вашиот живот, што пак не е случај во развиени демократии во Европа, да не зборуваме за САД. САД е еден пример каде што патриотизмот и партиските ангажмани, политичките ангажмани на младите се, не знам, must have, што би се рекло, заради тоа што за нив е Америка, Соединетите држави се бог, се татковина, се мајка, и тоа така го живеат, така го учат, така растат, така се развиваат. Точен ли ми е впечатокот дека кај нас е вака некако системски, како што рече? Јас искрено не можам толку да се согласам со ова, бидејќи секојдневно функционирајќи во унијата на млади сили, го имам видено напротив спортивното. Во Македонија младите луѓе се многу пополитички активни од нашите врсници, сакате во Европа, сакате во САД. Пак ќе повторам, се што е позитивно, секоја позитивна промена во ова општество се има случајно преку младите луѓе. Така? Младите во Македонија се далеку многу поактивни од тоа што е, конкретно да земеме со нашите врсници во Европа. Во Европа е многу повеќе изразено тоа дека политиката е толку валкана работа, што нормален човек со тоа не треба да се занимава, додека кај нас имаме една нова генерација на млади луѓе кои што похрабри веројатно, кои не паѓаат на овие влијанија. Апсолутно, похрабри, помудри во препознавањето на манипулациите на одредени единки и чинители во политиката и во општеството, и мислам дека Македонија е во сигурни раце со оваа генерација на млади луѓе. Додека може да видиме и во просечната возраст на политичките функционери во Македонија во споредба со Европа или во споредба со САД, мислам, сега конкретни бројки немам, меѓутоа апсолутно многу се помлади политичарите во Македонија и на сениорско ниво, за разлика од тоа што е во Европа и во САД. Да, тоа е така. И тоа е и да нема статистика видлива е реално според медиумите кои го претворија светот во глобално село, и да, факт е дека е така, мене искрено ме радува нештото, бидејќи таа енергија мора да се совпаѓа со светските движења, технолошкиот развој, а тоа го можат младите само апсолутно. Време е да збориме за вистински вредности, што се работи кои некако традиционално и логично, ако имаме предвид кога се појави интернетот, како се развиваат социјалните мрежи, логично е за мојата генерација, некои 80-тите, 81 година, да се вистински доживеат и цврсто да се држиме за нив на некоја подоцнешна возраст. Што немам баш впечаток вистински како е со твојава и помладава, можеби со помладава генерација, знам заради ќерка ми. Значи, што се за тебе како 24 годишен човек вистински вредности? Вака, за мене вистинските вредности се оние традиционалните,
конзервативните семејните вредности, кои што се длабоко врежани во нашата култура, историја и традиција во Македонија. Тоа се оние вредности на искреност, на честност, на хуманост, емпатија, толеранција, на она длабоко поврзано општество и заедница, при тоа без потиснување на индивидуата и на индивидуата во општеството. Незиниот развој, незиниот капацитет. Секако. Овие вредности се оние кои што нас не градат во едни здрави, стабилни, сериозни личности кои понатаму се спремни да се соочат со предизвиците на, ајде да кажеме, на модерното време. Така е. И да можат да носат здрави одлуки. Впрочем, ако се препуштиме на оно што значат некакви трендови, прилично понегативни западни трендови кои кај нас се рефлектираа. И тоа е разбирливо зошто и како со оглед на технолошкиот развој. Видовме тоа каде води и гледаме се уште, за жал, бидејќи ако, например, се појавија во една Америка, па се пресликаат тука, сега американците би рекла некако повеќе се будат, па се враќаат на рани бракови, например, по рано стапуваат во брак, имаат повеќе деца. Тоа е тоа што повторно се враќаат како некогаш. Тоа е тоа што на ова општество му е многу потребно. И тоа е тоа што мојата генерација во најголем дел го има препознаено, а тоа е дека семејството е столбот во општеството. Ова ме радува. И се надевам дека така и ќе остане, дека и следните помлади после вас исто така нема да избегаат од тоа дека треба да се реализираат во рамки на семејството. И сега во аналогно на оваа нашава тема, голема дебата секако легитимна во светот и кај нас прети се отвара на тема влијанието на левицата, неолиберализмот, левичарските движења врз вистинските вредности. Така некако да најавиме следнава тема. Каде гледаш, односно мислиш ли дека удира левицата врз одредени вредности и врз кои? И како ги гледаш? Апсолутно мислам. Вака сега, кога ќе видите од една страна, таа се вредностите кои што ги кажавме преска, и растот на индивидуата, они, односно левичарите, го гледаат нешто кое што треба да се оттргне од оваа како длабоко поврзана заедница, кога што они до утре ќе зборат за социјализам, за заедницата, дека за секого треба да има онолку колку што му треба, секој колку што заслужува, меѓутоа видовме на дело. Повторно ќе ги спомнам тие левичари кои што брутално ги изманипулираа луѓето во Македонија во оној период на шарените револуции, се што стигна потоа наваму. Од една страна се збори честност, се збори искреност, грижа за другиот, брда, долини се ветува, такви несладко речи, да не искористиме некои потешки термини, манипулатори дојдоа, а реалноста која беше? Реалноста беше една ситна група на луѓе, која што видовме дека нив не ги интересира ништо друго, освен личните интереси. Меѓутоа, ударот кон семејните, традиционалните, конзервативните, со еден збор вистинските вредности е потребен за да има послаби индивидуи. Колку послаби индивидуи постојат во едно општество, кои што едноставно се полесни за манипулирање во даден период, толку повеќе овие левичариве, кои што за себе сакаат нели да кажуваат дека се такви хуманисти, емпатични луѓе, толку имаат повеќе простор да носат погрешни одлуки, кои што понатаму резултираат во многу потешко време и многу потежок живот во Македонија. Одлично кажано и фино едноставно објаснето всушност. Додека те слушам и дојде на ум прашање за некој твоја генерација или блиску тука некаде на возраст луѓе, може би навредливо, иако се припадници или се симпатизери во конкретниот случај на ВМРО ДПМН, да им кажат остај го бе овој ВМРО-вец или не знам, не ми се збори со него на ВМРО-вец. Како се чувствуваш кога ќе речете Борис, тој ВМРО-вецот?
во ред, јас го гледам. Јас го гледам како, не знам како да кажам, не неутрално имам. Да, тоа не е неточно кажано, не е лага. Да, Борис е ВМРО-вец. Борис е дел од ВМРО ДПМН, но тоа не значи дека Борис или било кој друг млад човек во ВМРО ДПМН е само тоа. И дека нема пријатели, дека не би помогнал на некоја од друга партиска. Потребата е искра повторно иста. Односно тоа што го зборевме малку порано во интервјуто. Поентата е да се направат луѓето кои што се политички активни, а ги делат овие вредности кои што ги разговаравме до сега, дека се тоа заостанати, како не нарекува пештерски луѓе и не знам што се останата таму, за полесно да им поминуваат нивните негативни политички ставови, кој што едноставно донесува многу лош период за Македонија, кој што сега е потребно многу време за тие работи да се поправат. Така да јас не замерувам на тоа. Да, пак ќе повторам, Борис е ВМРО-вец. Тоа е точна реченица, нема тука ништо неточно. Ние благодарение на внатрешната македонска револуционерна организација имаме држава. Апсолутно, апсолутно. Треба да сме ВМРО-вци, како и да е. И тука да не ме расчеречат, сега точно знаат што сакам да кажам и јасно е на публиката која ме следи. Значи, може ли да се биде млад и отворен и модерен, а пак да не се заборави да се држиш до корените? Апсолутно. Апсолутно. Ние сме генерација на млади луѓе кои што порасна во време кое што технологијата константно се развиваше, младите луѓе да кажеме оние од 15 до 30 години имаат можност да комуницираат со толков број на луѓе кој што ниту една генерација претходно немала прво достап до толку луѓе, ниту имала брзината на комуникација која што постои денеска, ниту достапноста до информациите. Но тоа не значи дека младите луѓе денес, особено кои што се растени во вакви услови и ги уживаат овие придобивки на технологијата, не значи дека тоа ги прави нив одделени и сето тоа. Пак ќе кажам повторно, се неколку работи кои што се дизајнирани младите луѓе во оваа држава да ги направат аполитични. Дека ако си модерен, значи дека не си го почитуваш твоето, или обратно, ако си ја почитуваш државата, ја цениш историјата, си патриот, имаш љубов кон Македонија, дека си некој што е ограничен или заостанат. Напротив, може да бидеш и едното и другото во исто време. Дали мислиш дека левицата генерално, да речеме, нуди повеќе илузорни, популистички принципи, па и решенија отколку вистински, или пак би можел да издвоиш левичарски движења или партии политички во светот Европа, чија што работа ја почитуваш без разлика што е идеолошки различно од она што ти го негуваш и практикуваш? Искрено не би можел да издвојам и да пофалам некое такво движење, бидејќи сме драстично различни и диаметрално ни се различни ставовите по многу клучни општествени прашања помеѓу левичарите и десничарите, и не сметам дека таа идеологија, односно тие леви идеологии е нешто кое што е исправно, а тоа не го сметам само јас, тоа е докажано, тоа е историски поразена идеологија сегде во светот. Да не ги шириме и да не даваме светски примери, ќе земеме дали левицата нуди, како што разбрав, илузија или некои реални решенија, повторно ќе ги земеме левичарите во периодот во шарената револуција. Со највидлив разлика помеѓу тоа што го зборат и тоа што го прават. Ветува, не знам колку беа студентски градови, најмодерни кампуси, студентски домови и сето тоа, реалноста која беше? Шајка нема заковано во ниту еден студентски дом. Тоа се факти, тука нема дискусија. И тука мислам дека најубаво се илустрира што колку левицата нуди илузија. Тоа е еден таков гол популизам кој што има само со цел да се нафрлаат работи во општеството, да се нафрлаат нереални работи се тоа. Они ветува, не знам,
поправете ме ако грешам, 5 или 7 студентски града во Македонија, реалноста беше дека не закуваа ниту една шајка. Поголема илузија, од тоа јас не знам како да илустрирам за полесно да ја објасниме. Така е. Истовремено кај илузиите, кога сме ова и не мораш да го одговориш, ако не сакаш, чисто сакам една констатација да изнесам, а тоа е дека се инсистираше на дебата кога и се менуваше програмата образовна, кога се правеше нова национална наводно нели стратегија за образование, па тука имаше сериозни безобразни, можам да речам, начини на инфилтрирање на истополовите врски, па и бракови потоа како нормалност и така натаму. Овде сакам да нагласам дека целта наша не е да покажуваме дека ние не се согласуваме ниту на Алфа, ниту на овој подкаст сега, но важно е да се знае дека младите десничари, твојава генерација, немаат проблем со тоа кој со кого спие и си ја дели спалната и води љубов на крајот на денот, меѓутоа дека вистинските вредности се оние семејните и брак меѓу маж и жена, тоа е она кое што и вие како генерација го инсистирате и знам дека ви се тоа принципите, но тоа не значи по автоматизам дека вие, ние и десничарите генерално ги мразат или не ќе да постојат. Јас на ова би кажал само, секој удар и секој напад кон семејството како столб во општеството, без разлика како ќе изгледа тој напад, е директен удар кон сето она што ние го цениме во ова општество. И што се вистински традиционални вредности. Повторам, колку повеќе се пробува да се ослабат тие вредности, колку и да е жестока таа битка од другата... На сметка на инсистирање на овие другите. Апсолутно. Да. Колку и да е жестока таа битка. Овде има една, искрено ќе ви кажам, генерација на млади луѓе која што виде многу популисти, која што виде многу манипулатори во политиката, која што ја препозна реалноста од илузиите и искрено да кажам, колку и да е жестока битката, имаат многу сериозен противник во оваа моја генерација и нема да помине тоа толку лесно. Многу фино кажано и супер период во следните неколку прашања темата на дискусија и ова состојба верувам дека е помогната и од социјалните мрежи, колку и да тие на моменти знаат да го претворат животот во нереалност и да не однесат надвор од она што го живееме секојдневно. И ајде сега една друга тема која што и во најавата споменав дека животот не е Инстаграм. Чија е одговорноста што социјалните мрежи се доживуваат како лажна слика од успехот доаѓа преку ноќ? Чија е одговорноста? Не препознавме нивната можеби вистинска, еве тоа е можда одговорност на мојата генерација. Нивната вистинска мисија, ајде да речеме. Јас вака гледам на ова прашање. Пак ја повторам дека оваа генерација на млади луѓе има толку можности да конзумира толку различни содржини, да разговара со толков голем број на луѓе и во денешница помогнато од социјалните мрежи, секој може да биде креатор на информација, креатор на вест, креатор на содржина. И да, нормално, негде ќе има негативни содржини. Меѓутоа, не мислам јас дека примерот на Австралија со забранување на социјалните мрежи за младите ќе донесе некаков резултат, бидејќи има од други примери, како Кина и нивните забрани за социјалните медиуми, каде што реално кога ќе се види не е дека таа забрана нешто постигне. Кој е начинот ние да се справиме со ова? Според мене, колку повеќе глупости има на интернетот, не е решението да се забранат, односно треба толку повеќе да се преплават со позитивни содржини кои што ќе ги промовираат овие реални, традиционални вредности и едноставно реалниот живот. А тоа знаеме ли дека ова е стратегијата? Мислиш ли дека знаеме? Или повторно ќе чекаме на вас како нови генерации да не оправите? Мислам дека оваа битка треба да биде Ваша? Интергенерацијска, добро, супер кажано и па да се вложиме. Мислам дека со овие јавни анализи преку овој подкаст барем некако успеваме да допреме
Иако сум, еве јас како уредник на емисијава, отворена да, ако се прават стратешки документи, да учествувам во простор во кој што би можела да се снајдам. Има ли граница меѓу бизнес ориентет, односно здрав предприемачки дух и брзи пари, односно опасна авантура според тебе? Апсолутно има голема разлика. Како човек со центар десни ставови, апсолутно поддржувам секој вид на предприемништво, бидејќи мислам дека тоа креира само една подобра ситуација во општеството, меѓутоа јасна е разликата помеѓу предприемачки дух, на превземање на ризик, кој што е во границите на нормалното, во законските граници. Останатите превземања на ризик, кои што ќе бидат надвор од границите на законот, надвор од, ајде да кажеме повторно, границите на нормалното, си носат своји последици кои што секогаш кога тогаш стигнуваат. Што би им советувал, или верувам дека веќе си се нашол во таква ситуација со оглед на возраста, на оние околу тебе, еве генерално на младите од оваа позиција сега како гостим во подкастот, што сакаат веднаш се, сакаат пари, сакаат статус, сакаат слава, немаат нерви, што би рекле постариве, да го одат патот полека, скалило по скалило. Прво, неколку работи би кажал тука. Прво, ние сите како генерација треба да научиме да не се споредуваме со, како да кажам, луѓе кои што се постари од нас по 20-30 години, да се споредуваме дали ќе биде тоа статусот материјален или било каков, со луѓе кои што колку сме ние живи, толку учествуваат они со работен век, не можеме да се споредуваме. Второ, можеби треба да научиме да уживаме малку и во патот, а не само во крајната дестинација, и едноставно најверојатно треба како генерација да го разбереме она се во свое време. Ова е супер кажано, и сега тука одма ми текнува на младите девојки кои слушав неодамна еден подкаст од една личност која во модниот свет е прилично македонска личност, прилично етаблирана, има своја традиција, препознатливост, авторитет, еве да кажам со еден збор, и кој вели дека сите личат една на друга и дека тука се губи автентичноста, се губи инсистирањето да се биде како оној, еве ти велиш да не се споредуваме со постарите 20-30 години, ама што е со меѓусебната потреба, преко потреба што би рекле србите, да се личи на некој интересна инфлуенсерка, да се биде како неа, некоја згодница која има вакви или онакви предиспозиции, и апсолутно личат една на друга. И потоа тука се губи автентичноста. Не ги коментираме девојките, него како тренд социјален. Не, генерално да, како социјален тренд. Јас се согласувам со она што сега е тренд во мојата генерација, тоа е работа на себе и подобрување на себе, но треба да се запазат до која граница ќе се оди. Пак ќе кажам, за овој тренд на подобрување на себе си треба да се види да не се нанесе некоја штета со одење во крајност. И да се изгубиш себе си на крајот на денот, да. Апсолутно. Баш таа штета е најважната во суштина. Мислиш ли дека младите вие денес сте поосамени од колку ние во нашето време? Искрено, тоа е прилично тешко прашање, бидејќи како што е филозофско прашање, не знам по кој пат ќе спомнам дека сме генерација која има можност да комуницира во реално време со луѓе било каде на планетата Земја, може не прави тоа поврзани, можеби тоа не прави и поосамени. Меѓутоа, секој човек треба да си го негова, еве така ќе кажам, кругот на блиските луѓе, на кругот на саканите, да. И дека во најголем дел тоа се луѓето кои што се тука за нас. Многу убаво кажано. Од ти осаменоста па на овие генерации и кои доаѓаат да бидат на твоето место, кога ти ќе се реализираш во една поинаква форма и содржина после неколку години, не посветувањето внимание на нашите деца и на мојата генерација, можеби не ги
учи како да препознаат осаминоста и како да се носат со неа, мислејќи дека ние како генерации кои бевме на улица пораснати со намачкани липчиња и вегетка од озгора, дека е тоа начинот остајќи да чекорат, но не, ви имате многу посилен предизвик баш во технолошкиот развој и мораме многу повеќе, односно не малку повеќе, туку многу повеќе да ви се посветиме. Добро, тука вака си заклучувам за да ми остане мене во глава, па да се трудам на дневно ниво да бидам подобар родител. Зошто Борис повеќе доминира тезата дека државата треба да има обезбеди на младите, а дека тие треба своето знаење да го стават во служба на државата е многу потисната или негласна теза. Повторно ќе повторам, се тоа се една крајна цел, а тоа е се аполитични млади луѓе кои што ќе видите на аморфна маса што не може да се помрне. Колку е индивидуата послаба, колку е индивидуата помалку осознава, стекнува нови знаења, станува покомпетентна, толку е полесна да се потисне критичното мислење и да се генерализира во една група на аполитични млади. Повторно е дел од тоа сценарио на левицата за ослабнување на критичната маса во една држава. Младите луѓе кои што работат на себе, кои што стекнуваат нови знаења, а тоа никогаш не било полесно од денес, толку е потешко да им се наметнуваат ставови кои што ги сметаат дека се неправилни. А таа перцепција дека државата се треба да даде, а младите луѓе, па што направила државата за тебе, што и се останато, тоа е повторно креирање на една група на млади луѓе која што ќе одлучи да не се замара и тие негативни работи, тие катастрофални не до некој туку во целосно предавнички политики ќе поминуваат полесно. Да. Значи, факт е дека сопствената глава е најдобриот извор на информации, носење одлуки, паѓањето под влијание е нешто кое што треба да се елиминира преку секојдневна дискусија со младите, но и преку нивното едноставно и по полека темпо на развој. Не мора се да се случи преку ноќ и тоа да ти го изгуби допирот со реалноста. Следната тема ја споменав и во најавата, зошто земјоделие, бидејќи не кажав и го оставив за сега. Ти си дипломиран на земјоделскиот факултет и сега си на мастер студии токму таму. Така до тука сме таман. Што ти е тезата на магистарска или се уште немаш одредено? Се уште немам одредено, меѓутоа ќе биде нешто поврзано со мојот смер, а тоа е агроекономија и рурален развој. Сметам дека е тема која што ќе треба многу подлабоко да се анализира и да се донесат политики, но и да се спроведат веќе постоечките, бидејќи ќе разговараме понатаму, имаме реално многу квалитетни политики и дека земјоделието треба да биде еден од столбовите на македонската економија. Апсолутно сложно сум тука. Почна да се враќаат поголем број на студенти на овие студии и додипломски, постдипломски без разлика. Од едно време имаше тренд на опаѓање, а зголемување пак направени економски за медицина е константа. Генерално тоа е се уште сликата конкретно за УКИМ, за Универзитетот Свети Кирил и Методи, но има поголем број на млади луѓе кои што реално гледаат, но недоволен. Мислиш дека број на нови студенти. Уште се гледа земјоделието кај младите како последна опција во Македонија? Па дали како последна, дали воопшто се гледа како опција, тоа може дискутабилно. Да се дискутабилно. Меѓутоа најголемиот проблем е тука што земјоделието не се гледа како бизнис, како секој друг бизнис. Ведејќи на крај на денот земјоделието со правилни одлуки, правилна едукација, правилно користење на политиките и на мерките кои што ги нуди државата, може да биде бизнис конкурентен со сите други индустрии, гранки на бизнисот во Македонија. Јас познавам многу млади, девојки познавам искрено, дури самохрана мајка со мало детенце кои одлично заработуваат, имаат и своји фарми, целосно животот си го преселиле на село.
еве вака да се каже, и се среќни со тоа што го живеат и повторно се и супер изгледаат и се супер едуцирани, имаат време да читат книги, да се дотераат и да излезат, значи до перцепцијата е веројатно, а стратешки државата би требало да ја врати љубовта кон ова нешто. Може ли да се гради иднината на Македонија без силно село? Еве рече дека ни требаат такви политики, ама што ако не ги пофатиме и не го фатиме моментот да ги вратиме овие политики на важност? Вака, иднината на Македонија јас ја гледам преку постабилна економија, преку економија во која што, како што кажав претходно, земјоделието ќе биде еден од столбовите. Имаме толку квалитетна и плодна земја, имаме толку многу можности и повторно ќе повторам, бидејќи ќе искористам можноста на национална телевизија да апелирам до што може поголем број на млади луѓе. Едноставно треба многу повеќе да се информираме околу земјоделието во насока на предприемништво. Земјоделието треба да се смени перцепцијата за земјоделието, односно да се види дека тоа е еден вид на екзактна наука, каде што точно се знае што, каде, зашто, како, и на сите тие прашања има одговори, и не само што има одговори, има толку многу квалитетни мерки и политики и стимул за млади луѓе кои што ќе одлучат да основаат земјоделски бизнис, што едноставно ги охрабрувам сите да истражат и да видат дали можеби тоа е вистинската работа за нив. Да, и индиректно де факто и даваат на државата преку таков ангажман, затоа што придонесуваш за домашното производство и пак ја повторам, познавам многу млади девојки јас, а знам и момчиња, односно сега ми текна, кои супер заработуваат и произведувајќи македонски производи земјоделски. Јас повторно ќе повторам. Кога земјоделието ќе се третира како реален бизнис, тоа може да биде компетитивно со било која друга гранка од економијата и земјоделието во Македонија. Може би ни требаат малце повеќе јавни кампањи на темава. Па да, затоа ја искористив можноста сега во емисија која што иде на национална телевизија. Нека биде дел од кампања. Да ја сачнам темата. Така е. Што нуди или што треба да понуди власта за да ја врати актуелноста на земјоделството како гранка? Вака, можеби тоа е решението што го спомнати, не дека нема, но може треба многу повеќе да има јавни кампањи, да има млади луѓе кои што ќе им се даде просторот да разговараат во, да кажам, во ударните минути, сати на телевизија, не само во утринските или во вечерните програми, каде што ќе можат да разговараат за нивните бизнеси и повторно преку лични примери многу повеќе да осознаеме околу земјоделието. Конкретно како држава, сетот на мерки кои што постои, далеку е од идеален, но е многу добар. Треба тие мерки што повеќе да се промовираат во јавноста, да запознаеме што може поголем број на млади луѓе со тие мерки и апсолутно било какви, како што е пример со оваа влада, секој злоупотребување на мерки, на политики, секое однесување надвор од границите на законот, дали ќе биде тоа на државните функционери, дали ќе биде тоа на корисниците на таа помош, да се санкционира. Да се врати довербата кај младите луѓе во правичноста во оваа држава, да се врати стабилноста во оваа држава и да се врати предвидливоста. Така. Тоа е тоа што за оваа влада на ВМРО е една од главните цели. Да, од мерливоста на крајот на денот е најдобриот аргумент. Без предвидливоста, без стабилноста, не можеме ние да очекуваме дека младите луѓе ќе земат толкави ризици и ќе инвестираат. Да, се сложувам, апсолутно. Апсолутно согласна и добра е за свесноста. Ја поздравувам и насоката во која се движи. Резултатите ќе ги видиме. Се надевам, бидејќи се уште во прашање само година и половина и справување со наталожени. Но примерите кои што се поставија, темелите кои што се поставија, ќе овозможат само подобрување на тие состојби во оваа држава. Гледаме дека никој не е над законот веќе. Така е, и тоа е вистина. На крајот на денот
Сакај си ја татковината за да ја направиш и како личен пример и дела да инвестираш, да се види таа твоја љубов кон татковината. Зборам за секој еден од нас, пред се за прво лице. Еднина и кога сме кај тоа, одиме во завршниот блок на прашања, како се гради љубовта кон татковината? Љубовта кон татковината е нешто што доаѓа од внатре, ајде да кажеме, но љубовта кон татковината не може само на тоа да се остави. Јас ја сакам државата и толку, меѓутоа ќе возам како искористам полош термин, ќе возам како дивјак по улица. Ѓубрето ќе го фрлам кај ќе ми текне, ќе загадувам, ќе се однесувам како да сум, како законот да не важи за мене, ќе се однесувам неодговорно према самиот себе, неодговорно према личното образование, неодговорно и понатаму во другите делови од животот. И со тоа се руши љубовта кон татковината. А кога секојдневно ги почитуваме сите овие општествени правила кои што сме ги воспоставиле еден меѓу друг, и ја градиме таа љубов, и ја градиме државата, а со градење на државата, со кревање на гласот кога гледаме дека некои работи не се добри едноставно, кога се бориме за оваа држава, мислам дека еден континуиран, сеопфатен и многу сложен процес е како се гради љубовта кон татковината. Апсолутно сложно. Сега ќе ме караат. Добро е што апсолутно се сложуваш, ама не можам да не искоментирам. И не може седејќи спроти мене со волку млад дечко кој има и социјален живот свој апсолутно, да не зборнеме, што би рекле вие младите, за младинската култура, за ноќниот живот на крајот на денот, ноќен живот кој сериозно трпи последици после онаа трагедија пред неполна година во март во Кочани. Ајде вака, дали денес, за да не сме ја дискутирале тема во Кочани, кои се стандардите што мора ноќниот живот во Македонија да ги обезбеди за да бидеме сигурни кога ќе излеземе и кога се дружиме. Друг агол еден ќе продискутираме. Дали ноќниот живот денес во Македонија е вистински издувен вентил или пак е бегство од реалноста? Повторно, тешко прашање, искрено да се одговори. Полно филозофски прашање вечер. Ноќниот живот во Македонија не е содржина која што е достапна за секој посечи вкус. Проблемот во ноќниот живот во Македонија е тоа што премногу долго време е во некое статус кво, не статус кво е лош. Едноставно последиците од многу случувања во Македонија во изминатите неколку години едноставно придонесоа кон тоа ноќниот живот да биде се помалку и помалку креативни, добри содржини, со се помалку домашни уметници кои што креираат и кои што е содржина која што луѓето ја посетуваат, така ќе кажам, но не е дека не постои. Сега да не изгледам и јас толку не во контакт со тоа што се случува, меѓутоа си наоѓате веројатно начини како да се го Апсолутно. Не е дека сега младите луѓе во оваа генерација немаат што да прават и до 22 часот се дома, мислам, да не се сватиме погрешно. Добро, после ќе излезете на полнок и прочем. Тоа е шема. Но меѓутоа сакам да кажам дека ноќниот живот во Македонија има многу за има место и простор за работа и но има и многу, тоа сакам да кажам, место и простор за работа, да направиме едноставно поквалитетни содржини за сечи вкус. Имате ли како умислени какви идеи ставени на маса, нешто на што работите, можеби нешто кое што или уште сега е базично да стандардизацијата се воспостави, а потоа и содржината? Апсолутно. Може да разговараме за содржини до недоглед да разговараме за содржини, меѓутоа претходно тоа што го зачна и ти, мора да ги обезбедиме стандардите и безбедноста, а понатаму да се разговара за се друго. Влијае ли политиката врз животот на младинскиот културен живот, впрочем и како? Апсолутно. Од една страна имавме долг
7 годишен период во Македонија, каде што младите и културата беа потиснати, што директно, што индиректно со форсирање на одредени агенди кои што ги потеснуваа младите уметници. Ние како држава, како општество треба да ги стимулираме македонските уметници, особено македонските млади уметници, и јас верувам во нивната креативност и верувам во содржините кои што ќе ги видиме од нив. Имаме доста интересни, премногу креативни млади луѓе. Доволно е да се отворат социјалните мрежи, да се видат неколку од овие нови на сцената кои што се наставно прекреативни и пресмешни. Така ќе кажам. Поздрав еве тука од јавнава сцена до 2 бона до тас која ги слушам индиректно преку Кирка Меси, ги обожавам. Апсолутно, и покажаа дека во Македонија од музичкиот дел зборам. Од музичкиот дел покажаа дека во Македонија може повторно да има квалитетна музика. Апсолутно. Што мислиш дека треба да се промени за младите да почувствуваат? Еве повеќе причини за да останат тука. Јас како генерација моја знам многу семејства кои се враќаат, но знам и други многу кои пак уште размислуваат да заменат или се на чекор до друга држава, чекаат документи и така натаму. Значи, ама е погласен трендов на враќање што многу ме радува. Еве, што тебе како Борис Шамбевски ти е прво на ум? Зошто младите треба да почувствуваат повеќе причини за да останат дома, или што треба државата да понуди? Младите луѓе апсолутно немам никаква дилема дека местото за нив е Македонија. Но треба да се приклучат во оваа битка, во оваа борба, да во општество ги донесеме тие позитивни, добри промени кои што ги збориме со години како генерација. Да ја смениме перцепцијата, ќе се поврзам со првиот дел од интервјуто, да ја смениме перцепцијата дека политиката е нешто валкано и да не дозволиме неколку скапани јаболка да го скапат коренот и да го уништат дрвото. Да го кренеме гласот за се што сметаме дека е погрешно и тоа да го поправиме. Да нормализираме дискусијата во ова општество. Пак ќе повторам, да не дозволиме неколку манипулатори, без разлика дали доаѓаат од политиката, дел кои што сакаат за себе да кажат дека се медиуми, а се едни такви креатори на лажни вести и ширачи на омраза на таков одвратен дискурс во општеството кој што ги тера луѓето да бараат спас и да бараат решение надвор од нашите граници. Треба да се бориме против сите овие работи, да докажеме дека ово општество со луѓе, со овој систем на вредности, кои што се тие вистинските вредности, едноставно веќе не дозволуваат ние да имаме такво општество. Конечно да го залечиме ова општество, конечно да го нормализираме, повторно ќе повторам, конечно да го нормализираме дискурсот. Конечно да смениме перцепцијата за како може Македонија да изгледа. Ќе го кажав ова на крај, да не ми отиде емоцијата. Аз ти благодарам што вечерва успеа да ги урнисаш сите оние размислувања кај луѓето од мојата и постарите генерации дека младиве ни се некултурни, не знаат што прават, изгубени се во просторот и времето. Ти благодарам што ги демантираше сите овие тврдења вечерва и што покажа дека во вас како генерација има многу материјал кој чека да биде искористен, нели, условно кажано. За крај, која е твојата порака кон младите, твоја и помлада генерација, а која е кон нивните родители? Кон младите, мојата порака ќе биде следна. Приклучете се. Повторно, неколку пати ја користам можноста да апелирам младите да се приклучат. Приклучете се во оваа битка. Да не дозволиме одредени манипулаторски центри и сфери на интерес нас да ни ја креираат перцепцијата. Да не дозволиме да победат оние погрешни вредности кои што ние не сметаме дека Македонија така треба да изгледа. Едноставно приклучете се кон битката и заедно да ја направиме Македонија едно од најдобрите места за живење во светот. А до родителите и до тие постари генерации имајте доверба и дајте ја вашата поддршка.
Ти благодарам што неколку пати разбуди емоции на ижење во мене во ова интервју. Нека биде отворен апел ова интервју и до припадниците на младите партиски организации на останатите партии во Македонија. Алфа отворено ги поканува младите кои имаат што да кажат, да повелат на ова столче и да зборуваат досега од власта преземањето на ЗАЕФ, односно СДСМ во тоа време до денеска немаат слух и во другите политички емисии на телевизија Алфа, уште помалку во подкастот да влезат и да продискутираме отворено за вистинските вредности. На нив е причината и во нив е причината за ваквата одлука, но јас сум должна да кажам дека Алфа останува отворена и ќе ми биде чест ако слушнем и друг млад човек тука во меѓувреме. Уште еднаш ти благодарам што беше директен, отворен, едноставен, искрен и многу автентичен во настапот, полн со знаење и желба да направиш нешто подобро од себе за државата. Ти благодарам на можноста. Почитување, јас уживав и кога е тоа така, знам дека енергијата се пренесува и од другата страна на екраните каде што сте вие и не следите, или на социјалните мрежи каде што овој стрим вечерва го проследувате. Бидете и следната сабота во истиот термин со нас на подкастот на Алфа. Добра ноќ.